2 години семејство од Штип бара дислокација на електричен столб. Се плашат дека струја ќе им ја запали куќата, зашто каблите минуваат на само неколку сантиметри од покривот. Каблите се на 20 сантима над оџакот, закача се линијата на оџакот на буријата и може да се направи некој пакос, да изгоре, не да Боже, може да запале кров. Туку има мали деца. Дислокација ласкови бараат од 2016 година, но работата досега не ја завршил никој. Поднасаме барање 2016 година. Одбијане. Кажаат 2017 дека ќе го сменат, не го сменија. Сега се иде 2018 и таа ги сиде и тоа не го направи. Само идат избори, обеќат, а никој не го извршува. Куќата на ласкови е легална и за неа тие редовно плаќаат данок и сите давачки кон општината и државата. За возврат очекуваат слух и за нивниот проблем, чие решавање според нив не е ниту комплицирано, ниту скапо. Апелирам до надлежните, ако можат, до скоро време да го симнат, да се остране и да нема, не мора они да го тргнат на страна, само да не е над куќите. За проблемот на ласкови ТВ Стар побара образложение од Евана во чија надлежност е дислокацијата на електричниот столб. Оттаму го добивме следниот одговор. Дислокација на енергетски објект кој е постар од градежен објект е секогаш побарање на корисникот и трошоците за ново техничко решение и реализација ги сноси барателот. Во конкретниот случај, корисникот го има изграден објектот непрописно и многу блиску до далекуводот, кој веќе постои одамна таму за што постои уредна документација. Со тоа предизвикува опасности за него самиот, а и за другите корисници кои се снабдуваат со електрична енергија. Инаку во населбата Балканска, ЕВН има иден проект кој предвидува делот над земниот кабел да биде подземно решен, со што ќе биде решен и проблемот кој го има сам создадено корисникот. Доколку корисникот не сака да ја почека реализацијата на проектот со поднесување на барањето за дислокација на енергетскиот објект и согласно законските прописи, се обврзува да го плати и трошокот кој произлегува од истиот. Изградбата на новата подземна траса е проект кој 2 години е на чекање и не е почнат поради нерешени имотно-правни односи или поконкретно дел од трасата минува низ државно земјиште за кое се уште нема имотно-правно решение. Стои во одговорот од Евана.